أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Прво место во секоја една пригода и прилика захвалноста му припадви само на Аллах Джелешану, затоа што само Аллах Джелешану е достоен да му се прави фала. Салаватот селамот, мирот и спасот нека бидат на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суднетот до судниот ден. И вечеров продолжуваме со ланецот на предавања во таа книга која избравме да биде прва, Три основи на верата. Претходниот дерс влеговме во вториот вовет од оваа книга и во овај втор вовет застанавме до последната точка, последното меселе, последниот пропис. Зедовме два прописи кои се наоѓаe во овај вовет. Првиот пропис се однесуваше на теухидот рубубие, вториот теухидот улухие и третиот, што ќе го земаме вечеров пропис, е ел-вела вел-бера, сакајне и мразајне во име на Аллах, пријателувајне и непријателувајне во името на Аллах. Овај пропис од верата е срж, основа на верата, основа на теухидот. Ова сакајне во име на Аллах и мразајне во име на Аллах е плод на таа акида, на тоа верувајне, на тоа исправно верувајне. Ова е плод. Како многу нешта што имаат плод, за да се докажи дека имаш некое нешто, треба да има тоа плод. Плодот е аргумент за коренот на тоа нешто. Така ова ел-вела вел-бера, сакајне и мразајне во име на Аллах, е аргумент или е плод на тоа верувајне. Срж, база, основа на тој теухид. Така кажал селефот. Гледај, претходниот пат го учеа талебината, вечеров нема да го учиме, пошто сме го учеле овој трет дел. أن من عتى الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى. На онај кој му е послушен на пејгамберот и кој верува во Аллах и му е исповеда чисто верата на Аллах, не му е дозволено да пријателува со оње кој му се спротивставува на Аллах и на пејгамберот, макар тие да биле најблиските до него, да бидат блиски до него. И доказ за ова е ајетот: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Имате Аллах Джелешану, не ќе најдеш луѓе кои веруваат во Аллах и во судниот ден и пријателуваат со оње кои му се спротивставуваат на Аллах и на пејгамберот негов, макар тие да биле татковците нивни, синовите нивни, брајчата нивни и нивните роднини. Улаике кетебе фи кулубихимул иман, и Аллах во нивното срце впиша верувајне и ги обсипа со рухот, духот од ке Аллах Джелешану. И он ќе ги воведе во бавчите низ кои реки течат и во нив за навек ќе останат. А Аллах ќе биде задоволен од нив и тие ќе биде задоволни од Аллах. Ете тоа е странката, ете тоа е партијата Аллахова. А партијата Аллахова, странката Аллахова, групата Аллахова, секако, без сомнеш, се навистина победници. Овој ајет беше аргумент за тоа што споменавме, дека тој што му е послушен на пејгамберот, тој кој му е послушен, значи третиот пропис, тој кој што му е послушен на пејгамберот,
ги следат наредбите на пегамберот, ги избегават забраните негови, го веруват на пегамбер алейхиселам за тоа што не обавести на нас, го спроведуваат суннетот во неговиот живот и го избират Аллах Джелешану за единствен кој заслужуваат да се обожават, на кого му доликуват и приликуват да му се правит ибадет. На него не му е дозволено да пријателуваат со тие што му се спротивставуваат на Аллах, макар биле најблиски. И во овој ајат се споменуваат татковците, синовите, брајчата и роднините. Нема нешто поблиско од овие, ако овие му се спротивставуваат на Аллах. Нема нешто поблиско. Аллах Джелешану кога наредуваат човекот да прави доброчинство спрема родителите, и вели тако тие те присилуваат на тебе да направиш ширк на Аллах, ти немаш аргумент за тоа, немој да им бидеш послушен на нив. Немој. Немој тие кога ти нареда нешто да го прекршиш, да ја прекршиш верата, или да го прекршиш зборот на Аллах, немој да му бидеш на нив послушен. А Аллах во други ајат вели, немој на нив да им кажеш ни уф, непослушност, нереспект. И немој да го криваш гласот на ними. Ама кога доаѓат во контекст, кога доаѓат динот, кога доаѓа зборот на Аллах, вели да не им бидиш послушен на нив, ако тие ти наредуваат да грешиш спрема Аллах, да му припишиш здруженик на Аллах. Гледај. Како што спомнавме, овај трет пропис, во овај втор вовед во оваа книга е пријателување и непријателување поради Аллах. Сакајне и мразејне поради Аллах. Како кажавме, јадрото, базата, атомот на теухидот, плодот на теухидот. Нажалост, денеска, во ова време во кое живееме, еден од прописите кој најповеќе е нападнат и најповеќе се нападнати тие кои го имаат кај себе си овај пропис. Најповеќе се нападнати поради ова јадро, база на теухидот. База. Најповеќе се нападнати поради тоа нивно сакајне и мразејне поради Аллах. Ова е срж на верата. База, основа на верата. Како што спомнавме, тој што го признава на Аллах како господар, неговиот рубубиет, неговиот улухиет, го признава на Аллах дека е единствен кој заслужува да му се прави ибадет, и го признават на пегамбер алейхиселам како негов пегамбер, обавеза му е на нему, фарз му е на нему да сакат и да мразит во името на Аллах, да пријателуват и да не пријателуват поради Аллах, да ги мрази тие што му се спротивставуваат на Аллах, на пегамберот и на овој дин, и да ги сакат тие што го обожаваат на Аллах. Обавеза, браќовани. Најголемата врска веза во дујна е роднинската врска. Најголема во дујна е ова веза. И Аллах вели ти оваа веза треба да се прекини кога дојде динот. Ова треба да се прекини зашто динот е највозвишено, нешто повозвишено од сите возвишени нешто што ги знаеме во дујна. Не сме динот да го згазиме за да му дајме предност на нешто друго. Не може некој да кажува дека го обожава на Аллах, како господар, како некој што му се припишуваат ибадет, дека го следи на пегамберот, а во исто време да пријателуваат со тие што му се спротивставуваат на Аллах, што го мразат динот. Ќе видиме после ова правило што е точно, значи што се подразбират под ова пријателување. Што се подразбира точно со тие што му се спротивставуваат на Аллах. Не може да каже некој дека го обожава на Аллах во исто време да пријателуваат со тие што му се спротивставуваат на Аллах. Не може тој две да бидат во исто време. Не се совпаѓаат, не се поднесуваат овие две нешта и не може да бидат овие во срцето на еден човек. Вакви две нешта. Не може. Едно. Гледај.
Ако ќе постапи поинако, вели Аллах Желешано, قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Кажи, бидете послушни на Аллах и на пејгамберот негов, а ако ги свртите плечите, не му сте послушни на ними, то Аллах не ги љуби неверниците на вистина. Види. Што е ширкот, браќа? Зошто да се мразат тие што имаат ширк кај ними? Инне ширке ле зулмун азим. Навистина ширкот е најголем зулум. Најголемото зулум, нешто што може да се направи во оваа дујна, е човекот да му припиши здруженик на Аллах. И покрај тоа што Аллах го створил, не поставил, го створил во најсовршена форма и му дал храна, јадење, пиење, живот му е дал оваа дујна, и покрај ова тој му прави ширк, му припишува здруженици на Аллах. Ова е најголемата форма на непослушност во дујна, воедно и најголемиот зулум во дујна. Вете Аллах Желешану, вал кафируне хумул залимун. И неверниците на вистина се токму зулумчари. Поради ова нешто, поради ширкот кај ними. Поради ова припишување здруженици на Аллах. Вели пегамбер сам, аутаку ура ал-иман الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. Најцврстата веза на иманот, најцврстата врска на иманот, пријателување за Аллах и непријателување за Аллах, љубов заради Аллах и омраза заради Аллах. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Онај кој сакат заради Аллах и мрази заради Аллах, дават заради Аллах и спречуват заради Аллах, тој целосно го усовршил, го потполнал иманот. Гледај каква голема работа е ова нешто. Ова не може да се опиши со зборови целосно. За му се знаат вредноста на ова нешто, ама ќе се трудиме да го доближиме ова нешто и да знаеме поради што ова е срж на иманот, срж на таухидот. Гледај. Аллах Желешану во Куран ни кажуваат примери за ова ел-вела вел-бера, сакање поради Аллах и мразење поради Аллах, како било ова верување кај пејгамберите. Аллах ни кажуваат во Куран. Вели Аллах Желешану, قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. И вие имате најдобар пример, најдобар урник во Ибрахим алейхи селам и тие што беа со него, кога му кажаа на народот нивни, на народот негов, на нивниот народ, кога му кажаа: Инна бураау минкум ва мимма та'будуна мин дунилlah. Ние се оддалечуваме, ние се одрекуваме од вас и од она што го обожавате освен Аллах. Ние се одрекуваме од вас и она што го обожавате освен Аллах. Кафарна бикум. Правиме куфар во вас. Правиме куфар во вас. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. И помеѓу нас, и помеѓу вас има непријателство и омраза за секогаш, се додека не верувате во Аллах единствениот. Се додека не се вратите кај Аллах, ќе имат кај нас омраза за овој куфар што го правите и кај вас, и поради вас, и на вас. Ќе имат секогаш омраза, се додека не се вратите кај Аллах. Аллах велит, вие имате најдобар пример во овој пејгамбер, најдобар урник за ова нешто. Гледај. Тука имате одрекување на Ибрахим алейхиселам и на верниците од мушриците и тоа што го обожаваат. Ова е урник за нас. Верникот не сме да се сложи со некој или нешто што се обожаваат освен Аллах Желешану, или тој кој го обожава тоа нешто освен Аллах Желешану. Немој да се сложи со ова нешто. Морат да има тој кај него одрекување од ова нешто. Морат да се одреши од ова нешто. Не може така. Не.
Ова е една од базите на верата, од базите на теухидот која верникот треба да ја учи добро, да веруват во неа и да работат спрема таа, спрема овој пропис. Да веруват, да работат спрема овој пропис. Ова е база, ова е дел од верувањето, браќани. Твојот иман нема да биде комплет се дека не се потполни тоа нешто. Не можеш да веруваш таман во Аллах. Не ти е исправен иманот. Гледа. Не може кај човек да се најде две нешта, како што спомнавме. Да веруваат во Аллах Желешану и да ги земат неверниците, тие што му припишуваат на Аллах Желешану за негови блиски, да ги земат на ними како поддржници, како помошници. Немој. Не може тој две нешта да бидат заедно. Не може. Има 3 ајати во Куран кои започнуваат овие што верувате, немој да ги земате. 3 ајати кои започнуваат со овој израз, овие што верувате, немој да ги земате на ними. На филан, немој да ги земате за ними, за пријатели. Немој да ги земате за блиски. Вели Аллах Желешану првиот. Ја ејухеллезина амену ла теттехиду адуви ва адувакум аулијаа. Моите непријатели и вашите непријатели за ваши пријатели немој да ги земате овие. Аллах вели. Општо, за секој еден, тука влегуваат мушрик, кафир, влегуваат секој еден што го војуват овај дин, секој еден што излегол од овај дин, секој еден влегуваат во општо. Ова е првиот ајат. Вториот ајат. Ја ејухеллезина амену ла теттехиду илјахуда ван насара аулијаа баъдухум аулијау баъд. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Слушај ова. О верници, немој да ги земате евреите и кршćаните, христијаните за заштитници, за блиски. Оние едни на други се заштитници. И се доаѓа заканата. А оние кои ќе ги земаат за заштитници од вас, оние навистина се од нив. Аллах секако не го упатува народот зулумчански. Оние кои ќе ги земаат за заштитници, оде дошло за евреи и кршćани, специјално. Тие се од нив, вели там, како ними истина. Опасна закана. Гледа. И третиот ајат. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Уверници, немој да ги земате за блиски, за заштитници, да ги земате како сојузници, заштитници, татковците ваши, брајшата ваши, ако тие предпочитаат, ако тие сакаат, преферираат неверување пред верувањето. Тие го сакаат неверувањето пред верувањето. Они од вас што ќе ги земаат за блиски сојузници, токму се зулумчарите. Оде за блиски, за евреи и кршćани и општо. Немој да ги земате. Кои ги земат за заштитници на ними, постаните еден од ними. Ова голема закана, браќани. Види. Гледаме умметот во што е западна денес, целиот уммет. А и кога би гледале и кога би пресметувале проблемиве што се случуваат на умметот, се поради тоа што умметот се оддалечил од верата. Умметот се оддалечил од акидата. Секогаш кога сакаме да поправиме некоја состојба, кажала улемата, поединечно, фамилиарно, кога имаме некој проблем, како уммет, секогаш кога сакаме да поправиме некоја состојба во која сме западнале, треба да започнеме број 1 со поправање на овој теухид, на нашето верување. Тука е проблемот. Дома ти кога имаш неразбирање, имаш проблеми во твојот живот, во твојата куќа, знај дека имаш некои пропусти во верувањето и во динот. Поради тоа нешто ти се случува тоа.
Овие проблеми се решаваат со решавањето и поправањето на динот кај човекот, кај фамилијата и кај умметот. Секој еден дотичен проблем кој е настанат поради немање доволно вера, поради немање доволно верување исправно, поради тоа е настанат тој проблем. И не се решава на ниеден начин, освен со поправање на овај дин. Нажалост, денеска толку постанало ова гариб, странско, чудно, ова сакање и мразење во име на Аллах. Постанало чудно, постанало нешто кога се спомни да имат омраза. Постанало до тој степен што овие две се променале. Големиот дел постанале пријатели на неверниците, а постанале непријатели на верниците. Ги фалат, ја фалат пример, ја фалат на Европа. Цела Европа ја фалат. Поради нејзината култура, поради нејзиното достигнување, постигнување. Не можеш да фалиш еден народ што немат вера, што му греши на Аллах. Овој народ нема доблести. Овој народ самиот признава дека тој нема фамилија, немат родители, не му се дават хакот и правото на овие основни работи. Ама таму е све под конец, све под ова и в шума и в џунгла, да поше све под конец. Ова не докажува за исправноста на нивното верување и на нивната традиција и на нивната култура. Не е ова доказ и аргумент. Самиот нивни ширк што му го припишуваат на Аллах Желешано е најголемото нивно зло. После ова зло нема друго добро. Немој да го навалиш твојот степен како верник и на верниците воопшто и на умметот. Да, оваа состојба во која сме западнале поради тоа што сме се оддалечиле од динот. Иначе ние како уммет сме ги поставиле сите темели на овие денешни модерни науки. Муслиманите, медицина, алгебра, физија, хемија, сиве овие муслиманите ги поставиле темелите. Кога ги поставиле темелите? Кога за нивни водичи го имале Куран и Суннет. Кога го живееле динот во нивните животи. Тогаш постигнале ова нешто. Денеска муслиманите му се восхитуваат. Им се восхитуваат поради некој нивни изум. И сметаат дека се напредни. Не се напредни. Секој еден што му греши на Аллах Желешано не е напреден. Види, пегамбар алейхиссалам. Најдобриот ахлак е човекот да ја живее верата. Не тие имаат добра култура, најдобра култура е верникот, неговиот живот на динот во пракса е најдобра култура. Најдобра култура. Овој дин, замисли, арапите пред ислам, немаше луѓе со во тоа време што живее во Дујна, со најлош морал од ними, со најниски човечки разбирања од ними. Замисли, правеа таваф голи околу Каба. Ги сметаа женските деца за понижување, ги закопуваа живи. Од вакви луѓе, со вакви неморални вредности, Аллах со овој дин ги направи на ними луѓе со најсовршен ахлак, со најсовршен морал, со највредни човечки доблести и особини кои мој да се опишите еден човек. Каде да оде, која земја да ја освое и да ја ослободе од тоа робство, тие луѓе се радуваа. Кога го освоја Египет коптите, се радуваа без крај. И денеска кога пред некое време зборуваа лоши зборови за пегамбар алейхиссалам во некои држави, тие излегоа таму коптите, фидаке еби ва умми ја Расулуллах. Курбан за тебе и моја мајка и мој татко ја Расулуллах. Ама проблемот е кај нас денеска ми е динот го земавме за нешто второ.
Го зедовме за нешто само кога имаме потреба, а не начин на живот. Кај нас е проблемот. Кај муслиманите е проблемот. Иначе немој да го омаловажвиме динот. Немој да кажеме дека динот, исламот е назадно. Динот е најсовршена вера, универзална за секое едно време и место и излез за сиве кризи денеска во дујна. Како признаваат и некои од тие куфари, некои писатели и некои нешта во големи симпозиуми кажале, кога би бил жив Мухаммед, салаллаху алейхи ва селем, кафир го кажале, кога би бил жив овој човек, додека испие, тој го рекол, додека испиет една чаша кафе, за еден мал момент, ќе ги реши сиве проблеми во дуња. Да, пегамбер алейхиссалам ги реши во тоа време сите проблеми во дуња. Го извади пегамбер алейхиссалам човековиот роб од робство, од обожавање на разни божества и ги направи да бидат слободни и да бидат робови само на Аллах. Тие зборуваат за ахлак, некој ги фали на овие Европа за ахлак. Европа е изградена на лешеви, на черепи, на коски од луѓе. Алжир, милиони нешто муслимани убиени. Филан, не знам колку милиони муслимани убиени. Европа кажуваат за ахлак. Франција нема ни еден рудник за злато. Мали имат илјадници и рудници за злато. Немат 1 кило злато во резерва, Франција имат милиони тони, илјадници тони на злато во резерва. Како ова? Ове зборува за ова? Ево само еден пример, историјава наша, на која историја треба да се гордееме. Омар радијаллаху ан во негово владење, Амар ибн Елас беше како валија во Египет. Неговиот син со еден копта се надпреваруваа во тркање на коњи. И овој Коптава го победи на синов од Амар ибн Елас. И неговиот син зеде неговиот камшик и го удри и рече: земај го ова од мене. Земај го ова од мене, јас сум син од валија. Дојде да се жалат ке Омар радијаллаху ан. Го побара Омар радијаллаху ан и Амар ибн Елас и неговиот син да дојдат во Медина од Каиро, од Египет. Дојдоа таму и му рече вака да призна. И му рече Амар ибн Елас, голем сахаби. Му рече кога ги направивте луѓе во робови, а нивните мајки ги родија слободни да бидат. Му рече земај го се овој камчиков и да го удриш на синов од валијава пред халифава. Го малаш. И му рече сега и на овој валијава, на Амар ибн Елас. Му рече зошто него? Рече овој синов поради него те удри на тебе. Поради неговата сила. Вакви примери и илјадници имат историјава наша. Овој дин, кој е решение за сиве проблеми во дујна, го признаваат сите и тие што не веруваат, го признаваат тоа. Рече пегамбер сам: испратен сум да ги усовршам добрите морални вредности. Испратен сум да ги усовршам добрите морални вредности. А морални вредности се разбират динот кај луѓето. Кога човекот има дин, се усовршуваат кај него неговите доблести, неговите манири, неговото однесување, неговото разбирање. Wa innaka la'ala khuluqin azim, и ти си навистина со најсовршен морал. Аллах го пофали на пегамбер само за ова. И ти навистина си со најсовршен морал. Дошло во тефсир, најсовршен дин, најсовршена вера. Има ти ахлак што кажуваат, морал, ама ти си со најсовршена вера. Ова го прави на човекот да имат морални, човечни вредности кај него, а не некој бонтон. Не да ги фалиш тие кршćани, тие евреи, тие се лом се тие, не бе ништа. Човек што греши на Аллах Джелешану нема никаква вредност. Што му прави ширк на Аллах. Немат вредност, бе ти, разбираш, немат вредност.
Без дин нема морален. Како што спомнавме, замисли, Аллах со овај дин тие арапи ги направи со најсовршени човечки вредности. Поради овај дин. Без дин нема морал. Тој ајет што го цитиравме и не можеш да најдеш народ кој кажува дека верува во Аллах и во судниот ден, а пријателува со тие што му се спротивставуваат на Аллах, макар тие биле нивните татковци, нивните синови, нивните браќа, нивната фамилија. Улаике кетебе фи кулубихимул иман. Овие кои го имаат ова нешто кај себе, ова ел-вала вал-бара, сакајне поради Аллах и мразење поради Аллах. Овие добиваат 7 работи, вели Аллах џелешану во овај ајет. Аллах ги обсипви, ги наградви со 7 добри, доблести, големи награди на овие кои не пријателуваат со тие што му се спротивставуваат на Аллах. Број 1. Кетебе фи кулубихимул иман. Аллах запишува верување во нивните срца, зацврстување на нивниот иман, непоколебливост во нивниот иман, во нивните срца. Број 1. Кетебе, врежвит, впишвит иман, зацврстуваат иман. Број 2. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحِ مِنْهُ. И ги помагат со дух од кај него. Рух. Овдека дошло, има тефсир неколку нешта. Што е ова рух? Минху. Дух од кај Аллах. Што има тоа? Што се разбират во тефсир? Објава, Куран. Ги затврстуваат со Куран. Зашто и дошло е за објавата рух. Број 1. Број 2. Помош од кај Аллах. Рахма. Милост. Џибрил алейхиссалам. И Џибрил алейхиссалам. Рух. Рухул Кудус. Рухул Амин. Сиве овие, велите улема, и сиве овие влегуваат во ова. Аллах ги помагат и ги затврстуваат со сите овие нешта. Со објава, со затврстување, со помош, со рахмет, со милост, со Куран, со Џибрил алейхиссалам. Број 3. И ќе ги воведат во џеннетот за секогаш. Под кои реки течат. Ајат. 3. Број 4, ова може би најголемото од сите. Аллах е задоволен од нив. Аллах е задоволен од нив. Аллах акбар. Аллах акбар. Аллах е задоволен од нив. И што значи Аллаховото задоволство? Варидвануллахи акбар. И Аллаховото задоволство е најголем, поголем. Ова ајет, ова е други ајет. Варидвануллахи акбар. И Аллаховото задоволство е поголемо. Аллах го опишува џеннет и вели на крајот од ова ајет Варидвануллахи акбар. А Аллаховото задоволство е поголемо и од овај џеннет. Ова е најголемото нешто да биде Аллах задоволен од тебе. Има нешто поголемо, нема. Број 5. И тие ќе бидат задоволни од Аллах. Аллах ќе направи и тие да бидат задоволни од Аллах. Број 6. И Аллах ги опишуваат како негова група. Хизбуллах, Аллахова група, Аллахова партија. Зашто нема 3 групи, како што спомнавме, 2 групи. Хизбуллах и хизбу шејтан. Аллахова партија и партија на шејтан. Група на шејтан и група на Аллах. Нема трето браќани. 2. И Аллах ги опишуваат како негова група. Ела инне хизбаллахи хумул муфлихуни. 7. А зарем не Аллаховата група, она победничката група, она која ќе биде победничка, она која ќе биде успешна. Тие се успешни, Аллах ги опишува на ними на крајот. 7 нешта за тој што ќе го всади ова база, ова сршна верување кај него да сакат поради Аллах и да мразит поради Аллах. Што значи човекот да ги зема за заштитници, сојузници на неверниците? Што значи тоа е пропис? Што го земаме вечерно. Што влегува под ова човекот да биде заштитник, сојузник на тие што му се спротивставуваат на Аллах, на пејгамберот, на динот? Што значи тоа? Број 1. Значи, да ги сакат на куфарите поради нивната вера. Број 1. Убаси и нивната вера. Сме го слушали ова. Убаси. Нема така. Убаси е верата нива, не може така. Да ги сакат поради верава нивна. Број 2. Да е задоволен со куфров нивни. Ако убаси, си пред, убаси пред. Како? Немој верникот да биде задоволен со некој што му греши на Аллах џелешану. Ова влегуваат во ова, ги земат за сојузници и заштитници. Ова те истават од вера.
Ова е првиот дел што го споменуваме сега, оригиналот на ова нешто, дека човекот нема иман. Ако ги сакат куфарите поради верата, е задоволен со нивниот куфар. 3, не ги прави текфир на ними. Куфарите, евреи, кршани, не ги прави. И тие кажа Аллах еден од тројца. Тие кажа дека Узейру ибнуллах, дека Узейр е син од Аллах. И не ги прави текфир. Не знаеш тие си име нивна вера, не ги прави текфир. Ова те истават од вера. Брат ми, те истават од вера. Не си мусlimан. Број 4. Да кажи дека тие се направо. Направото си се. Тие. Значи, овие зборови често ги слушаме. Тие си се направото. Не бе, ти си направото, не се тие направото. Број 5. Да има сомнеж во нивниот куфар. Да се сомневат. Се големи нешто да се сомневат. Мој? Не бе, не знам, не сум сигурен. Мој да... Ова е опасно. И број 6. Да го фали нивниот дин. Теа што го име тиот динов му е добро. Овај дел, ова му е добро, да ги фали. Не смеш ништо да фалиш. А тука може да влезе ти да се радуват на нивната победа врз верниците. Да се радуват на победата на куфарите врз верниците. Да се радуват. Да ги помагат на ними против верниците. Да ги помагат на ними против верниците. Ова е нешто што ги спомнав, човекот излегува од вера, ако се најдат кај него. А што е помало од ова, влегуваат во голем греф. Сакај не поради верата, поради нешто од дујна, поради некоја помош, да ги сакаш, да ги следиш, да му следиш нивната традиција, да му следиш некој нивни бонтон што име, и повторно ова влегуваат секој едно меселе, заземно и посебно, во односот на времето и местото кога е направено тоа нешто. Треба да се гледат посебно. Што е добро. А ова на нас не ни забранува да се однесуваме добро спрема куфарите. Да се однесуваме добро спрема ниве. Специјално со тие што ги повикуваме во ден, што сакаме да ги повикаме во ден. Ова не ни забранува на нас да имаме купопродажба, добар однос со ними, да се однесуваме пристојно, добро, да не ги навредиме. Ова не учи денов вака. Ние зборуваме за друго нешто. Ла янхакумуллаху анил лазина лем юқатилукум фид дин ва лем юхриджукум мин диарикум ан табаррухум ва туқситу илейхим инналлаха юхиббул муқситин. Аллах не ви забранува во однос на оние кои не се борат против вас и верата ваша и кои не ве истеруваат од домовите ваши, да им правите добро и да бидете кон нив во рамнотежен однос. Аллах навистина ги сакаат оние кои имаат рамнотежен однос. И сега, верникот треба добро да го научи овој пропис од вера во ова сакање и мразење во име на Аллах, за да не греши. Да не му нанеси зулум на некој. Безправедно. Да знае добро кои му се неговите граници. Иншалла во некоја прилика ќе зборуваме подетално за ова меселе, за да не дојде до недоразбирање. Значи добро треба да учиш, за да знаеш да не направиш грешка. Гледај. Денеска уметот пати најповеќе поради оваа работа, што работат спротивно од овој пропис. Изнајдуваат разни имиња за да го оправдат нивното пријателување со овие кои му се спротивставуваат на Аллах и со тоа да ги нападнат на верниците. И со ова да ги војуваат на верниците. Изнајдуваат разни имиња и етикети за да го оправдат ова нешто. Ова пријателување со овие што му се спротивставуваат на Аллах. А ова, нажалост, било денеска, било вчера, било во Селев, во секој едно време и место можеш да најдеш едни вакви што ги војуваат на верниците, заедно со овие неверници, под разни имиња и етикети. Гледај, во време на Имам Ахмед, неговата фетва за негов затвор и погубување е подпишае 70 оџи, алими во тоа време. И му велеа на тие халифи, ние имаме крвта на овега во врат. Снимаш? Сега влегуваме во еден други дел. Ова не се оддалечува од горново меселе. Не е многу далеко.
Друго, ова било време има Махмед, малку поблизу, пред 90 на години, 90 и некоја година, сега, скоро пред 90 на години. Омер Мухтар во Либија, неговото погубување го подпиша скоро исто толку улема, 70 некдека. Да се погуби, ние го имаме во врат ова нешта. И денеска, во ова модерно време во кое живееме 15, 10, 20 години назад, имавме вакви подпишувачи на вакви договори, под разни наслови, кои ги подпишуваа вакви нешта, за да ги војуваат на верниците, за да затворат многу добри верници и за да затворат многу добри оџи. Нивниот подпис беше за да затворат многу добри оџи и добри верници. Под разни наслови, борба против она, борба против ова, борба, разни борби демеќе. А асот борба против динот. Сиве ојве борба и после што имат следно, борба против динот. Гледај. Нажалост, гледаш денеска многу што се припишуваат на менхеж, се припишуваат на Куран и на Суннет. Пријателуваат со сите фирки, со сите групации. Големиот дел од нив им го пцува нивното верување и покрај ова нешто тие повторно пријателуваат со ојве, а не пријателуваат со верниците. Не пријателуваат со тие што го обожаваат на Аллах Джелешану искрено. Не пријателуваат со ниве. Ги фрлаат на верниците поради некои помагачи на тие тагути. Ги фрлаат на верниците. Ги понижаваат на верниците поради некои вакви помагачи на тагутите. Чувај ги добро твоите брајче. Може да имаат мани недостатоци. Може нема да има некој статус во општеството, ама тие не му припишуваат здруженици на Аллах. Не се можеби многу речити, не се можеби многу накитени со дипломи, ама тие го обожаваат искрено на Аллах. Што Аллах Джелешану му рече на пегамбар алейхи селам, кога курејшите дојдоа и му рекоа, ако сакаш да седиш со нас, нека не седат Билал, Хабаб ибн Еред, Ибн Месуд, Абдулла ибн Месуд, овие мискини, овие слабичи, нека не седат со тебе, ние ќе седиме со тебе. Што Аллах му рече на пегамбар алейхи селам, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيَّةِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. И вели Аллах Джелешану, кога побара од пегамбар алейхи селам, овие курејши, да ги остави нови сахаби. Нема е углед, мискини, нема е куќа, нема е позиција, нема е диплома, ехли софата. Денес кога сака да ги навреде на верниците и кажуваат тие се ехли софата. Иншалла да сме од ехли софата, да сме како ними во некој мал дело. Ова не е навреда, ова е доблест, ова е понос. Да ти кажат ехли софата, ова не е навреда. Ке ними е навреда, ама теа може да стигне голем греф и нагоре може да ојде, ако се изиграве така. И Аллах што му рече на пегамбар сам. Истрпи се заедно со оние кои го повикуваат Господарот свој и наутро и навечер, посакувајќи го лицето негово. И не тргај го опулот твој од нив, не да ги оставиш, вели Аллах. Немој да го трниш опулот од нив, чувај ги на ними. Немој да го трниш опулот од нив. Посакувајќи го украсот на животот на овај свет поради нешто од ова дујна. Поради некој статус да добиеш или некој браво, ти си најјак, нешто вакво. Денеска. Поради ова нешто само ќе ги остави тој верниците. Аллах може пегамбар сам поради некој украс од оваа дујна. Е биди послушен на онај кој чие срце го потемнавме и кој не споменува на нас и која следи страста своја, а негова постапка му е прекумерна, претерува тој. Немој да ги следиш на овие. Затоа верникот треба да внимава добро.
да не ги остави своите брајча за некои други, да ги сакат верниците. Не друга. Колку години се луѓе во вера? Годиње. Уште не го разбрале овај пропис. Не знаат како да го спроведат во пракса или не сакаат да го спроведат во нивните животи, не сакаат да го имаат ова голема база на верувањето. Пегамбер алейхиссалам за кратко време на сахабите ги учеше на овај пропис. И тие, зошто? Тие кога влезеа во ислам, влегуваа комплет. Без да имаат од тој џахилијет во ними, го чистеа тој џахилијет од ними. Еден пример сам. Сумамете ибн Уthal, ради Аллаху ан, беше еден од старешините, од главните на Бену Ханифе. И овој уби доста сахаби. Пегамбер сам имаше пуштено една извидница, заробие некој мушрици, меѓу ними беше овај. Сумамете ибн Уthal, ради Аллаху ан, го врза за ступ во џамија. Тие не го познаа кој е, дека ова е главен, главешина на племето. Кога дојде пегамбер сам го позна, го виде и го позна. И му рече, добро, првиот ден го сретна и му рече, како се чувствуваш? О, Сумаме, како си? Му рече, ако ме убиеш, ќе убиеш човек што заслужи, ти имам убиена. Еден ривајат вака се разбира тоа што го кажа. Второ, му рече, ако ме ослободиш, нема да ти го заборавам тоа. А трето, ако ти требат пари, колку сакаш за откуп, не е проблем. Пегамбер сами сахаби во овој период беа најслаби. Има е потреба за да тој се откупи. Ама пегамбер сам мислеше нешто друго, нешто поголемо. Вториот ден дојде го праша истото кажа. Сахаби гледаја. Третиот ден дојде истото го праша, истото го кажа. И му рече пегамбер сам, ослободете го. Пуштете го. Го ослободи. Замина до најблиските палми во Медина, се изгусули, се врати ке пегамбер сам, дојде пред него и рече: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан расулуллах." Аллах. Му рече: "Ја Расулуллах, види, не сакаше да примат во ступ, додека беше врзан, за да не помислат од страф." Велет мухадиси, рескираше да биде ти убиен. Ама не сакаше така на тој начин да примат ислам. Му рече, додека пегамбер сам прима, го правеше овој шахадет, му рече: "Ја Расулуллах, до пред некој ден ти беше најнесаканиот човек кај мене, а денеска си најсаканиот човек кај мене во дуња. Овој град, Медина, беше најомразениот град кај мене. Од денеска најсаканиот град кај мене." Аллах. Слушај, 3 дена во џамија, врзан. Рече: "Ја Расулуллах, кога ме фатија сахабиве, јас одев за умра да правам во Мекка, мушричка умра, како правеле мушриците, што ширк. Му кажа: "Расулуллах, сакам да одам сега во ислам да правам умра." Пегамбер сам го поучи на обредите на умрата и замина во Мекка. Почна да прави таваф: "Лебейк Аллахуме лебейк, лебейк ла шарика лека лебейк." Се пуштија курејшиве кај него и му рече: "Ти прима ислам?" "Да." Сака да го нападне на него и некој му рече: "Еј, оставете го. Ова е главниот од Бену Ханифе, од кај ни доаѓа на нас пшеницата за леб." Чекај. Рече: "Валлахи, рече, се колнам во Аллах. Од денеска вие едно зрно пченица нема да добиете додека не дајте изин пегамбер сам." Аллах. Гледаше левола вал бара за 3 дена. 3 дена. Нема рече вие да добиете едно зрно пченица, едно зрно нема да добиете додека не дајте изин пегамбер сам. Пушти молба до пегамбер сам. Те молиме во нашата родбинска врска, дека ние сме блиски со тебе, речи му на овај твој да ни пушти пченица. Пегамбер сам му дозволи. За 3 дена. Замисли само денес како арапите би го секнале вентилот на нафтата. Аллах. Замисли. Денеска ние сите жаламе за Газа. Ние жал деца, 70-60 деца. И денеска гледаме умират од глад. Жал.
Allah да му олесни, да му даде излез. Замисли, околу овие живеат 450 милиони арапи. 450 милиони арапи. Немојте еден леп да пушти таму. Зошто? Зашто го нема тоа верување кај него. Не е така, ти не знаеш, не е така, теа не е така. Вака. Зошто тој избрал друга вера пред исламот? Тој избрал демократијата да биде негова вера пред исламот. И таа негова демократија, таа негова вера му го забранви тоа да го помножи на овај што е скапнат, скинат, здробен во Газа. Аллах акбар. Аллах акбар. Бену Кајнука, во време на пегамбер алейхиселам, ова еврејско племе во Медина, беше една жена во пазара и извадија нејзиниот никап, нејзиниот хиджаб. Еден муслиман стана, го уби на него, потоа го убие на овој муслиман и пегамбер алейхиселам ги прогона од Медина цело племе. За еден верник, за една верничка. Ама ова не му дозволи денеска ова нивна вера да го напред ова нешто. Излез за сиве проблеми во дуња е само враќање во дин. Да бараме од Аллах Джелешан да не врати со добро враќање во дин. Да не биде со тешко враќање во дин. Да не врати Аллах на динот, да го живееме динот во нашите животи, во нашиот секојдневен живот. Во нашите куќи да има дин, да ги учиме нашите деца на дин, да се зборува дин, да се кажува дин, да се прави викар Аллах Джелешану во нашите куќи, да се споменуваат Аллах, да се споменуваат Аллаховото име, да се читат Куран во нашите куќи, да се учат нашите деца од мали Куран. Што ги учит Куранот? Од мали иште му се зборуваат за овој Куран. Специјално нашите мајки, нашите жени, нашите сестри, да ги учат на децата на вера. Зашто тоа што ќе се врежи во нивните глави и срца кога се мали, тоа остануваат цел живот. Не таа еманципација на жената муслиманка, вадење на жената на муслиманка од нејзините куќи. 1900 и некоја година, трета или не знам точно која, во Кајро имаше голем симпозиум. Како да ги унапредиме муслиманите или муслиманките, како да ги унапредиме, да ги извадиме од нивните домови. Поради што? Поради што видоа тие пробаа на секој еден начин да ги залутаат и да ги скршнат во тоа време. Не успева, не можеа да ги натерат да прават куфар и да ја остават верата компред, може би правеле некои гревови, така дошло во нивниот извештај, така стои. И што барале, каде е проблемот? Кај мажите не е проблемот, кај децата не е проблемот, каде е? Кај мајките, кај жените е проблемот. Што? Тие додека се мали ги учат на Куран, ги учат на овај дин. И што да правиме? Да им ги земаме овие деца, да ги умие учиме, а нивните мајки да ги извадиме од нивните куќи. Да немат кој да ги советуваат на овие деца, да ги советуваме мие овие деца. Ова е тоа што сакаат тие жената муслиманка да се еманципираат. Да излезит од куќите, да се уништи таа фамилија на крајот. Кога излези така жената, се уништи таа фамилија. Аллах Джелешан да не поправи. Аллах да направи до неговите искрени и честни робови. Субханакаллахумма бихамдик. Нешхеду ан ла илаха илля анта, нестагфирука ва натубу илейк.